Активно се работи на изградбата на инфраструктурата во трите индустријски зони што ги има Прилеп и во слободната зона Алинци. Па тие се приоритет. Кажав дека овој мандат мој ќе биде приоритет пред се економијата и отворање на нови работни места. Моментално се реализира проект од 130.000 евра од Светска банка со доуредување на инфраструктурата во индустријската зона Прилеп 1. Таму се распродадени локациите, се градат неколку нови фабрики. Моментално е распродажба на плацевите во индустријската зона Прилеп 2 за мали и средни предпријатија. После тоа ќе пристапиме кон реализација на комплетна инфраструктура, а исто така во соработка со владата и технолошко-индустријските развојни зони на ниво на Република Македонија се реализира и голема инфраструктура во слободната економска зона Алинци, каде што се градат две огромни фабрики. Тоа е фабриката мултинационалната компанија Гентерм и Јакомпласт, кои што во иднина треба да апсорбираат над 2.500 вработувања. Освен за градот, општината посветува внимание и на населените места. Кои проекти се предвидени во однос на инфраструктура за населените места во општина Прилеп? Па пред да се префрлам на одговорот на вашето прашање за населените места, би додал и тоа дека моментално се реализираат и голем број на тротоарни површини, се градат нови тротоари на повеќе улици кои што се фреквентни, тие се градат по барање на граѓаните на урбаните заедници кои што живеат. Со тоа ќе се овозможи поголема безбедност на пешаците. Во иднина планираме проширување на уште неколку булеварски улици, тоа е улицата 11 октомври до мостот Табана, кој треба да прерасне во еден голем кружен тек, и секако проширување на улицата Димо Наредникот во булеварска улица на потегот од кружниот тек кај основниот суд Прилеп, па се до мостот кај 4 јули. Исто така ќе имаме и пробивање комплетно на улицата Антон Слабејко, која треба да продолжи подолжина на реката покрај старата фабрика Борка Левата, со што во многу ќе се олесни сообраќајот во централното градско подрачје. Исто така да напоменам, се градат и нови парковски површини, ќе започне нивната изградба до уредување на могилата на непобедените со тој парк на Револуција кој е еден од најубавите, ќе прерасне со нови содржини во наредниот период. Исто така ќе се гради, моментално се уредуваат зелените парковски површини во една од поголемите населби во градот, тоа е населбата Точила 2, за да се префрлиме на есен во населбата Точила 3. Исто така и Бончајца, покрај зградите, населба Бончајца, се градат парковски површини. Во иднина ќе започне изградбата на музичкиот парк во Врбенско мало. Уште еден парк во населбата Рид ќе имаме, детско игралиште во населбата Рид, Реков Џокдер е еден и поголем број на детски игралишта во населените места. Да напоменам и тоа, се градат и нови спортски терени, ќе имаме освежување на нови спортски терени во наредниот период, и тоа за голем фудбал и во градот и во населените места. Ќе имаме совештачка трева, исто така и пластифициран пот за изградба на пластифициран пот на повеќе постојани игралишта за играње на баскет и кошарка, и до уредување на мотокрос патеката, со која се надевам дека ова година Прилеп ќе биде конкурент за изградба за некое европско или светско надпреварување во мотокрос. Меѓутоа, секако не се изоставени нити населените места. Се гради канализација во Мало Коњари, во Големо Коњари, пречистителните станици треба да се изработат и доработат, и секако во Канатларци. Тоа беа најголемите населени места, меѓутоа веќе работиме проекти за канализациони системи уште за 4 до 5 други населени места, и постепено се надевам дека од година во година се изградува на по една или две канализации во населените места, ќе се намалува бројот на оние живи поголеми села кои што ќе имаат комплетен третман. До сега немале никаков, а сега ќе имаат комплетен третман на отпадните води со мини пречистителни станици.